психички здраво. После долго време, еве сме ние со нова репортажа. Точно така. Иако денеска Дождот реши да биде наш специјален гостин во оваа емисија. Сигурно се прашувате зошто баш денес снимаме на овој дождлив ден. Па, зашто кога Тин Феномен реши да снима, ни Дождот не може да ја скрши нашата волја за снимање. А денес ќе го посетиме здруженијето Зокум, кој што на Прилепчан им дели книги под мотото "Книгите се од нас, а кафето од вас". Одиме да го посетиме настанот на здруженијето Зокум. Што ви кажавме во најавата, тука сме на настанот на здруженијето Зокум со Лина и Филип. Дали може да ни кажете по кој повод сме овде денеска и што настане овде? Денес одлучивме да подариме бесплатни книги на граѓаните на Прилеп по повод месецот на книгата кој што го одбележуваме од 15 ноември, од 15 октомври до 15 ноември. Ова идеја настана спонтано. Ваков тип на настан сакавме да организираме уште оваа пролет, меѓутоа сега требало да се случи. И овој настан исто така го користиме како најава на поетската вечер која ни предстои, Љубење со стихови, а ќе се случи на 13 ноември во фоајето на Домот на културата Марко Цепенко во 19:30 часот. Кажете ни од каде ги набавивте сите овие книги? Овие книги во најголем дел се беа дел од мојата приватна библиотека, а сум ги добивал од многу наши македонски писатели. Дел од нив ми оставиле аманет, сега веќе не се меѓу живите. Тие книги да ги наследам јас и едноставно имаше многу наслови кои кај мене се повторуваа, а сите овие книги веќе некој ги имал, значи некој ги читал. И сватив дека штом се повторуваат, убаво е да му ги подарам некому, односно да му го продолжиме животот. Но во оваа акција се вклучи и Лина Димовска со нејзини книги, потоа се вклучи и семејството на нашиот новинар Тачко Локвенец, така што се собраа околу 250 книги, што значи сите овие книги се збирани со годините, селектирани и сега едноставно ќе бидат поделени на сите граѓани низ Прилеп. Знаеме како организатори на поетски вечери, од каде таа цела енергија, сила, што ве тера да правите и понатаму еве како што спомнавте на 13 ноември поетска вечер? Идејата за правење на поетски настан и поетски вечери се роди сосем спонтано, затоа што ни недостигаше некој настан каде што ќе може да рецитираме поезија. И кога видовме дека во нашиот град нема настан од таков тип, каде што поезијата и литературата се користат исклучиво само за забава и за забавување на публиката, одлучивме да го направиме настанот Љубење со стихови, кој за среќа достигна голема популарност тука во Прилеп и овој ноември го организираме по 6-ти пат. По 6-ти пат. Кажете ми, чија беше идејата баш дечињата, односно основците, да ги делат овие прекрасни книги низ плоштадот и низ Прилеп? Здруженијето наше Зокум е кратен као Здружение за образование, култура и уметност. Целта ни е образованието, веруваме дека најпрво ако создадеме деца кои ќе бидат образовани, натаму можеме да веруваме во личности кои ќе имаат доблест, ќе ги ценат, едноставно ќе ги вреднуваат тие културни нешта и секако и книгата како наше културно богатство кое е незаменливо. Покрај технологијата книгата останува најверниот човеков пријател. Затоа сакавме децата да бидат тие што ќе ги поделат книгите, бидејќи веруваме дека денес ќе добијат книги и луѓе кои можеби со години ништо не прочитале. Но вака, на овој начин, кога ќе добијат подарок од едно дете, можеби ќе бидат поттикнати да прочитаат нешто, а со тоа и самите деца ќе знаат дека
Тие се вклучени, корисни, важни, подаруваат книги и секако дека треба и тие да читаат. И затоа подготвивме подароци и за нив, значи сите деца што се вклучени во акцијата денес ќе добијат книги благодарници за нивната активност и учество. И како за крај, дали може која порака би испратиле до сите граѓани на Прилеп? Порака до граѓаните на Прилеп да ги поддржуваат локалните културни манифестации, да ги поддржуваат локалните автори, да читаат пред се македонска литература, а потоа и светска литература. И малку да се отворат, да кажам, бидејќи тука најчесто културните настани, бидејќи присуствуваме и на голем број на други културни настани, најчесто оди одреден круг на луѓе да се отворат и да почнат да ги посетуваат сите културни настани затоа што тие се наменети за нив. Фала ви многу. Ви благодарам и вас. Другари и другарки, овде завршуваме денешната емисија. Се надеваме дека ви се допадна оваа наша денешна репортажа. И не заборавајте, поддржувајте македонската литература и странската литература и посетувајте културни настани. А со нас се гледаме во наредно видео и не заборавајте лайк, шер и И сабскрајб. субскрајб.